Утре е последна шанса за легализација на дивоградбите. Истекува продолжениот рок кој државата го даде на граѓаните за добивање имотен лист на објектите градени на црно. Само во Штип има околу 10.500 дивоградби, на кои повеќе од половина е решен правниот статус. Дополнително, во општината за време на продолжениот рок се доставени нови барања за легализација. Во рокот кој што беше предвиден за понесување на барање за утврдување на правен статус, кој што започна од декември минатата година и трае до утре, до 31.3.2016 година, значи до денес имаме примерно некаде околу 1000 барања. Продолжениот рок за доставување на барања го искористиле и пробиштипјани. До денеска, значи 30 март 2016 година, во општина Пробиштип има вкупно поднесено 282 барања за легализација на дивоизградени објекти, кои што се изградени согласно законот, значи до март месец 2011 година и кои што се предмет на легализација. Во останатите општини од регионот, од декември до сега, најмногу барања за легализација има во Кочени, каде имотен лист побарале околу 700 лица. Но освен за куќи, утре е последна шанса и за легализација на објектите на земјоделците. Да достават барање колку да влезат во процедура, а понатаму законот им овозможува до крајот на 2017 година да подготват геодетски елаборати и да ги поднесат до општините и да остварат право за легализација на овие објекти. Ова е особено важно за сточарите, зашто со потврдување на сопственоста ќе може да аплицираат за разни програми. Ќе имат некоја употребна вредност, ќе имат вредност која и те како ни треба на нас, кога подигаме финансиски средства, особено од банките, ќе можеме да се да користиме финансиските средства од ДИПАРТ 2 програмата и средството од рурален развој. Во моментов, во општините од Истокот има околу 7000 дивоградби. Во продолжениот рок има доставено за барање за легализација за половина од нив. За останатите следува багер.